Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Анестезијата не значи само успивање на пациентот пред операција, туку и безбедно обезболување и негово постојано следење. Клучна улога во целиот процес има анестезиологот. Каква предоперативна проценка е неопходна пред да се аплицира анестезијата? Колку е важен изборот на анестезијата, но и грижата и контролата на болката по будењето. За значењето на предоперативната средба со анестезиологот и постанестезиската нега зборуваме со доктор Симона Деспотовска, специјализант по анестезиологија со интензивно лекување. Останете на Телма, а поставете и ваше прашање во програма. За улогата на анестезиологот во предоперативната постапка кај пациентот денеска во Телма амбуланта зборуваме со доктор Симона Деспотовска, специјализант по анестезиологија со интензивно лекување во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Навистина се вака чувствувам прекрасно во ова студио, чест ми е што сум ваш гостин. Имаме една навистина интересна тема денеска и секако поздрав до сите оние кои што сега не следат. Кога пациентите одат на операција, обично знаат кој ќе биде хирургот, но не е анестезиологот. Па кога се случува првата средба со анестезиологот и зошто е таа толку важна? Така. Тоа што ќе знае самиот пациент дека ќе се оперира, тоа е само, и јас секогаш велам, самата прва фаза. Сега, за да стасаме ние до тој дел, е особено важна, како што кажавте и вие, средбата со анестезиологот. Каде што ние тука го комплетно запознаваме пациентот, целата негова медицинска историја и самата негова општа состојба. Бидејќи впрочем секој човек си е сама приказна за себе, сите имаме ние своји специфики, карактеристики кои што не прават единствен. Така што пред секоја операција, дали е тоа хируршка интервенција или е некоја амбулантна интервенција за која што интервентниот лекар бара анестезија, секогаш има средба помеѓу пациент и анестезиолог. Токму во нашата анестезиолошка амбуланта. Каде што најпрво, како што ви спомнав, ние сме должни да обезбедиме една безбедна хирургија, еден безбеден тек на таа цела интервенција, каде што ќе претходно имаме време да обезбедиме комплетен за тој пациент мониторинг, средства, опрема и се што ќе биде потребно за него со оглед на тоа за што точно станува збор. Најпрво, и кои податоци е неопходно да ги земате од пациентот? Почнуваме, прво е особено важно дали станува збор за некоја планска операција, како што ние велиме елективна операција, нешто што се имаме тоа време да го спремиме пациентот или е нешто итно. Се ова за кое што ние ќе денеска дискутираме е она што е планска операција. Кога нешто ни доаѓа итно, тоа треба сите да го знаат, кога нешто ни доаѓа итно, тука веќе се премостува целата оваа да кажам припрема и така натаму, бидејќи тука секоја секунда е значена. Но повторно и кај итни операции, кога имаме нестабилни пациенти, токму анестезиологот е оној кој што треба пак да го, колку што е можно, да го стабилизира пациентот, за да хирургот може да го изврши оперативниот зафат. А сега следно што ќе почнам да го кажам, така, кои информации пациентот мора да ги каже на анестезиологот? Прво, дали има некоја претходна хируршка историја ни особено значено. Доколку ние во дали има претходно примано анестезија? Дали има претходно примано анестезија, дали е претходно од нешто опериран, зашто точно тоа било и секогаш ние особено нешто што не било во нашата установа, сакаме, тоест пожелно е да има со него земено комплетна медицинска документација, за да ние видиме зашто точно тоа станува збор. Доколку е во нашиот хоспитален систем, веќе ние ќе
ќе имаме значи од претходно уште поубави значи вако информации. Ќе ги повлечеме. Ќе ги повлечеме, ќе ги знаеме. Сега, дали имал, како ја поминал таа, значи нели операција, во каква анестезија бил. Особено следно што ни е битно, значи неговата дали има некои алергии на некои лекови. Тоа е особено од круцијално значење. Зошто е тоа толку важно? Антибиотици, многу е важно. Дали некој антибиотик, некој значи друг лек или пак значи храна, било што, бидејќи доколку има на пример историја за повеќе алергии, некогаш дури ние веќе треба неколку дена од претходно да го малку припремиме неговиот имун систем, за да он, пошто ние секогаш даваме значи антибиотска профилакса, односно значи, додека ќе се почне самата значи операција, секогаш даваме антибиотска профилакса, секогаш е битно доколку имаме претходна информација дека нели пациентот на некој антибиотик имал несакана значи реакција, секогаш таа значи група антибиотици ќе се избегне и ќе се даде тоа значи нешто што е потребно. Дополнително ние значи можеме да индицираме пациентот пред да нели дојде за таа нели хируршка интервенција за која што е нели индициран, некогаш ние смееме да го испратиме да обави алерготестови. Додатно, за некој можеби анестетик, за некој можеби додатен лек кој што ние сметаме дека треба да му го дадеме, а со цел претходно да видиме дали значи неговиот имун систем ќе има некаква значи нели кожна реакција на него и така натаму. Значи, може да го испитаме, да го испратиме нашиот пациент на дополнителни алерготестови и сме имале искуство ние со пациенти кои што имаат на многу лекови алергии, на многу анестетици и тие дури неколку дена анестезиологот има право да каже стоп малку, треба овој пациент да се подготви и неколку дена да прима нели лекови, терапија дополнително за да биде подготвен за да ги значи прима тие нели лекови во тек на самата операција. Така, значи тоа е во однос на лековите. Како правите кардиоваскуларна проценка на пациентот, дали се во ред со неговото срце и со крвните садови? Така. Важно ли е пациентот да каже какви хронични болести има? Например, покачен крвен притисок, шеќер во крвта? Апсолутно. Кои лекови ги прима? Така. Значи вака, апсолутно. Секој пациент, значи најпрво ова ќе го кажам, без значи да се прави разлика за каква операција ќе станува збор, кога доаѓа нели кај нас пациентот во анестезиолошка амбуланта, секогаш значи ќе се направи ЕКГ, ќе се испитаат сите значи комплетно витални параметри, исто така телесна температура е важно, телесна тежина и телесна висина, за да нели знаеме натаму самото дозирање значи на лекови и така натаму, а ние особено во значи нашата установа даваме секогаш поголем акцент и секогаш сакаме нашиот пациент кој што значи доаѓа кај нас да има комплетна кардиоваскуларна проценка. Така што пред да дојдат кај нас они ќе минат на една таква детална кардиоваскуларна значи, и со резултатите доаѓаат. Со резултатите доаѓаат каде што ние имаме значи на увид комплетно се. Секако ние од наша страна уште еднаш ќе се направи значи преглед на комплетното негово ЕКГ, ехонаодот и ние додатно имаме право да го доиспратиме пациентот за да прави дополнителни испитувања. Ако се направи проценка според самата негова општа состојба и тоа што тој ќе ни каже дека има претходна историја, да го препратиме пациентот додатно за уште некоја друга диагностичка интервенција да се направи, за некој додатен интернистички преглед, а посебно засебен ентитет во значи целата медицинска нели да кажам литература кој што се често и наши пациенти и знаат многу од значи други установи да ги испратат кај нас, се оние
кардиохирушки пациенти кои што имаат срцева слабост или некои други, нели да кажам, претходни покомплексни кардиохирушки операции, а треба на пример да се оперира, да кажеме, ортопедска операција, уролошка, значи гинеколошка или било што, бидејќи ние имаме комплетно еден комплетен значи нели опрема, мониторинг за да тие бидат згрижени како што треба. Така што како нели тоа што ме нели како тоа што ме така, пациентите со хронични болести, кардио нели васкуларните конкретно, точно, тие значи секако ни е битно екако да се направи кардио значи нели комплетна васкуларна проценка. Секако следно одам сега натаму, пациентите треба да имаат претходно значи направено рентгенграфија на белите значи дробови, комплетна исто така значи лабораториска анализа, значи секако крвна слика, додатни биохемиски параметри кои што нас не се значи потребни, тоа што е нешто основно. Ама ние додатно имаме право за да го допрепратиме пациентот доколку се процени дека нешто друго треба да се испита. Има одредени респираторни болести кои што би представувале проблем да се прими анестезија? Има. Тоа се значи често претечно најпрво да кажам за нешто што е акутно. Кога ќе дојде пациентот кај нас, ние често можеме да видиме бидејќи нели хирургот или интервентниот лекар си поставува диагноза и кажува нели што треба да се прави и каква хируршка интервенција. Меѓутоа, за целокупниот негов организам и како он тоа ќе го поднесе самиот пациент доаѓа кај нас. Ние сме тие значи негови чувари кои што сме нели должни да му овозможиме комфор, секако безбедност и сигурност. Во однос на нели како што спомнавте, во однос на респираторните болести, тога се, како што спомнав најпрво, акутните, ние често може да видиме аускултаторно. Ако се измери значи крвна, ако се значи измери телесната температура, ако видиме значи крвна слика, може да видиме дека сега пациентот е во некоја состојба на некоја акутна моментална инфекција, да кажеме дека е настинат и значи да кажеме ако секако тоа не е нешто итно, затоа нели на значи самиот старт кажував дека тие што се итни го заобиколуваат целиот овој процес, нели? А значи може да кажеме вие сега треба да примате значи терапија, вие не сте во состојба сега да примите анестезија, треба да помине одреден значи нели да кажем временски период. Тука се значи хроничниот на пример да кажем бронхит, астмата и така натаму како нели најопшто познати помеѓу значи нашата популација за кое што секогаш ако не носи пациентот со себе, ние го препраќаме пациентот на интернист повторно за да убаво ја процени, значи неговиот има така посебни, значи респираторни, витални значи капацитети, сите додатни тестови сакам да кажам, со кои што ние ќе имаме претходен увид неговата белодробна функција, особено пациентот што треба да прими општа анестезија, во колку има он значи белодробен да кажам капацитет, какви се неговите нели сили, така. Во предоперативната консултација на пациентот со анестезиологот, обично се бара да се каже кои лекови ги прима. Така. Но треба ли да се даде листа и на суплементи? Се треба. Значи кај нас ние секогаш сакаме да имаме комплетен значи увид во на се што го прима значи пациентот. И кога ќе ни каже пациентот што зема од редовна домашна терапија, за какви хронични болести, суплементи и се она што го кажавте, ние на крајот од нашето нели запознавање ќе му кажеме што од тоа треба да се прекине, а што значи треба да се продолжи до самиот ден на прием на пациентот за операција. Има одредени значи групи лекови, особено значи во однос на антикоагулантна значи терапија и против и така натаму, кои што тие особено е важно колку денови пред да биде оперативниот зафат треба да се прекинат кај значи него пациентот и ако се прекинат тие често пати треба да се да има едно премостување со значи нискомолекуларен хепарин, така натаму инекции за кои што ние сме должни да му го тоа значи нели објасниме на пациентот, он ќе ни каже
кога му е терминот за да се прави нели самиот хируршки значи самиот хируршки зафат и ние да му кажеме од кога тие значи треба да се прекинат. Така што се ни е важно, значи буквално за пациентот. Може некоја суплементација да треба се прекине? Некои групи на витамини, минерали? Зависи. Тие не, меѓутоа пак сакаме се да ни кажеме. Значи, пациентот има и од нив некои кои што знаат некогаш да значи прават. Но најчесто е тоа за овие нели вака останатите нели тие групи на лекови кои што ги спомнавме вака грубо општо. И сега, што е со оние пациенти кои што имаат некаков проблем со грлото? Се прави ли проценка на дишните патишта, дали тој пациент може да биде интубиран или не? Така. Апсолутно дека да. Постојат посебни скоринзи и посебно поглавје во нашата специјализација е токму обезбедување на безбеден дишен пат. А кога сме кај самиот дишен пат, особено пациентот која ќе се процени дека има карактеристики за тежок дишен пат, тука имаме посебна значи подготовка кај него со посебна апаратура, со сето она што би можело да ни биде потребно за во сала. Од самата која ќе дојде пред нас пациентот, ние веднаш од самото првично гледање обично знаеме дали има некои значи особини од надвор кои што би ни укажале дека он би можело да има некаков тежок дишен пат. Постојат повеќе класификации, повеќе поделби, повеќе да кажам мерења, значи растојанија во однос на самата наша физиономија, која што нас ќе ни укажат каква ќе биде тој не само за да се нели интубира, туку и да се вентилира пациентот, значи со кислородна маска и така натаму, бидејќи и тоа може да биде и такако отежнато во однос на некои надворешни нели особини кои што си ги има пациентот. Така, кога станува збор за лабораториските анализи преку крвта, што му е најважно на анестезиологот? ЦРП, дали пациентот е настинат, број на леукоцити или нешто друго? Апсолутно се. Нешто што ни е основно. Значи вака се од една обична нели крвна слика, кај што ние можеме на пример да видиме, еве се значи ќе ви кажам еден пример, низок хемоглобин. Тоа е исто така, особено сега следно прашање би било што ќе се оперира пациентот. Токму можеби нискиот значи хемоглобин е причина за да се прави нели некаква значи интервенција, но не секогаш. Вака од искуство, нели секојдневно со секакви пациенти, некогаш може пациентот да биде организиран за една операција, меѓутоа ние во сите овие нели припреми така натаму нешто друго да се открие. Кој што ако не е вака детално анализиран пациентот, можеби не би се значи ни видело. Да се пропуштило. Како што реков, да се пропушти. Како што значи споменав низок хемоглобин, ниско ниво на значи тромбоцити. Не само како што кажавте и вие високо ЦРП, туку и високи и ниски леукоцити. Или ако е особено значи пациентот ако има некаква и хематолошка болест значи во заднина. Често пати тоа исто така може да не биде стоп знак, значи да кажеме малку да се подготви пациентот, можеме дури и ние да ја значи индицираме и хоспитализација, дали да прими претходно да кажеме трансфузија на крв и така натаму или се она што ќе биде значи потребно, или пак самата еднаш имавме еден таков случај каде што самата крвна слика кај еден значи пациент откри подлежечко хематолошко заболување за кој што он претходно не знаел, не бил доиспитуван и не само што се одложи оваа значи елективна и планска операција, туку додатно го доиспративме значи пациентот на нели додатни натамошни испитувања за да се биде нели спасен како што треба. Додатно освен оваа обична значи крвна слика, особено ни е значи исто така значаен и електролитниот статус значи на пациентот, нивото на натриум, на калиум, на хлор, на калциум, така натаму, исто така уреата и креатининот како едни маркери за бубрежна функција. Тоа е едно пак да речам широко поглаве како што и се што е значи во значи нашата специјализација, кај што може пациентот пак да кажем, пример да ни каже дека има
дека има бубрежна слабост, Така. или пак особено пациенти кои што се на веќе хроничен диализен програм. Тие исто така ни се посебна група што се значени за кај нас, бидејќи ние со тоа одлучуваме кои анестетици нема да му ги даваме, кои немаат бубрежен метаболизам, точно ќе знаеме дека тој не треба да ги прими. Значи тоа се анестези кои што се изфрлаат преку бубрезите, така? Точно, така. И тие не би смееле тие да ги Не би примат. смееле тие да ги примаат. Исто така, доколку видиме една таква, значи кај тој пациент лабораторија, додатно секогаш сакаме да има и нефролошки преглед во установа, на ехо на бубрези, да се нели види каков е значи капацитетот и така натаму. Тоа се тие, како што ви споменав и на самиот старт, примери од нашата секојдневна пракса, каде што ние ги препраќаме пациентите се што ќе видиме дека отстапува од она што го сакаме ние за една безбедна анестезија и хируршка операција, да се доспреми како што треба пациентот. Сега вие правите класификација на пациентите за проценка на предоперативен ризик и се користи АСА класификација. АСА класификација. Што е тоа точно? Кога ќе ни каже пациентот, кога ќе имаме нели комплетен увид во сето ова што веќе досега го кажав, целата негова историја и актуелна состојба, секој пациент е подлежен на периоперативен скоринг за или поубаво кажано периоперативниот ризик од морбидитет и морталитет кај пациентот. Кој што таа е АСА класификација, како што ја кажавте, од Американското здружение на анестезиолози, од во прилика 1940 година, која што нели почнала да биде во потреба, и таа ни е особено важна. Еден кој што ќе го види анестезиолог која класа е на АСА, веќе горе доле знае во каква состојба е пациентот и што ќе му дојде во сала. Има од 1 до 6 и еден посебен ентитет е за тие итните пациенти. Само што ќе ставиме дека е според АСА класификацијата тоа веќе знаеме дека тоа е итна операција. Од 1 до 6 има колку е повисоко, колку е таа АСА повисока, толку пациентот има поголем, да кажам, ризик за да имаме некој периоперативен компликации. Тоа е се во однос на тоа во каква општа состојба пациентот доаѓа кај нас. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани, од тој момент емисијата е контактна, добре дојдени се и вашите прашања, но и можете да споделите некој ваше искуство како сте поминале со анестезијата за време на операција. А како се проценува ризикот од можна тромбоемболија како компликации? Пак ќе споменам, тука е особено битно пациентот доколку имал претходна таква историја, ние веќе ќе знаеме, ние веќе ќе имаме како еден маркер дека веќе се тоа случило кај него и така натаму, а пак ќе кажам секогаш за во однос на тоа е повеќе во однос на постоперативниот дел. Секогаш сите пациенти добиваат превентивна антикоагулантна терапија, која што секако тоа е секогаш во договор со самиот водечки хирург во однос на тоа колку ќе биде потребно, од кога да се започне и така натаму, за да имаме комплетен увид во оваа целокупната состојба. Пак ќе ви кажам, постоперативно сите пациенти превентивно добиваат ваква антикоагулантна терапија. И сега има разни типови на анестезија, има општа анестезија, регионална, локална анестезија. Како се одлучувате кој пациент каква анестезија ќе дадете? Убаво ја кажавте, општата подоба, тоа се 3 групи, од секој од нив има и подделови, меѓутоа мислам дека е вака доволно. Кога ќе кажам, од која ќе видим прво, една од основните клучни факти е тоа за каква операција секако станува збор. Дали е некоја неврохируршка операција, кардиохируршка, ортопедска и така натаму, секогаш ние во нашата амбуланта го гледаме предоперативниот хируршки план кој што го прави хирургот, каде што точно обележува
каде резот ќе биде и што точно значи ќе прави кај пациентот, и ние веќе со тоа имаме увид што од нас ќе биде значи потребно, бидејќи значи анестезиологот е лекар кој што има за цел да му обезбеди значи на хирургот едно нормално значи поле за работа, а од втора страна да биде комфортна зона на самиот пациент. Така, сакате уште нешто да додадете? Пошто нели од што се така. Има гледаш за тоа. Ајде, запамтете каде запревте и ќе продолжиме бидејќи веќе чека извесно време, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Се извинувам да прашам, многу добар анестезиолог, многу убаво објасна. Мене ме интересира од што се добива сепса после операција. Аха, од што се добива сепса? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е малку надвор од она што го говориме, но секако можете да го појасните. Така. Значи, прво да кажам, ние сме установа која што особено има посебни, да кажам, како протоколи за превенција од интрахоспитални инфекции. Затоа, во однос на целата оваа предоперативна припрема, кога доаѓа пациентот кај нас во нашата, значи, нели, анестезиолошка амбуланта, ако видиме, пак ќе ви кажам, од таа, нели, лабораториска, нели, анализа, дека има високи леукоцити, високо ЦРП, дополнително пациенти кои што доаѓаат често од друга установа, со претходно пласирани инвазивни линии, да кажем, уринарен катетер, венска канила и така натаму, кај нас, на, значи, самиот влез, сето тоа, значи, се вади, веднаш земаме, значи, од таму примерок за микробиолошки значи, испитувања, за да видиме секогаш, значи, треба да се знае со што нели прв пат доаѓа, значи, кај нас пациентот. Тоа што го кажа, значи, нели, во однос на, значи, сепсата, тоа е еден широки, да кажам, тежок појам, која што, да, точно, значи, може да се доведе после било која операција, особено доколку не се внимава на сите оние постапки за стерилност, дезинфекција, значи, миење на раце и така натаму. Така да, ако се убаво запазуваат сите тие мерки, и од анестезиологот, значи од хирургот, и од сите кои што работат со него, многу е, значи, мала шансата за да имаме некаква инфекција после тоа. Се враќаме на поставеното прашање, општа регионална или пак локална, како се прави изборот? Прво тоа што го кажав, секогаш зависи во однос за каква интервенција хирушка станува збор. Второ прашање, колку состојбата на пациентот дозволува. Ние ако сакаме, например, да го водиме во да кажам регионална, значи, анестезија, но има можеби некои додатни нели критериуми во самата негова општа состојба кои што нема да ни го тоа дозволат. И трето, и многу важно, како сака пациентот. Бидејќи на крајот има право да одбере. Има право да одбере, точно. На крајот од нашиот разговор пациентот секако има право да избере и ние сме должни само да му ги објасниме сите можни начини како може да се нели води неговата анестезија. Да му кажеме се. На крај, тој секако треба да ни потпише една писмена согласност дека е информиран за се од наша страна, да не апсолутно праша се што го интересира и на крај, значи, да каже дали сака така да биде. Секогаш потпишува пациентот согласност, така? Секогаш. Зошто е тоа така? Тоа е прво, значи, нели законски, бидејќи со тоа ние имаме писмен доказ дека сме се, значи, виделе со него, дека сме го виделе, дека сме му ги кажале сите, значи, ризици во однос на информирана согласност, дека информирана, да. Дека ќе се согласува да прими анестезија. Точно. Тоа ни е, значи, законски, тоа е, значи, нели морално така да биде и не само, значи, потпис за, значи, анестезија, дава, значи, потпис и за трансфузија, доколку биде потребно на некој крвен дериват, бидејќи особено посебен, значи, ентитет се нели вако и јеховините сведоци кои што они, значи, нели вако ќе одбијат крв, така што ти имаме посебен протокол кај што тоа ќе се нели, значи, нотира и на крај секако, значи, согласно за општиот хирушки
нели зафат дека е информиран и дека е значи согласен со тоа. Пациентите добиваат препорака да бидат гладни и жедни пред самата операција заради анестезијата. Сега зошто ваква препорака? И тоа е повторно, значи од нас. Тоа е особено важно, бидејќи за било каква анестезија да добие значи, самиот пациент, не само ако е општа анестезија, каде што имаме и повратно и повратен, значи временски ограничен губиток на нели свест, меѓутоа тоа со себе значи повлекува и исто така губиток на значи рефлексите. Исто така значи мускулниот тонус. Ние ќе го значи индубираме, значи пациентот ќе имаме обезбеден дишен пат и ако пациентот не е адекватно подготвен од претходно да биде гладен и жеден, за адултна популација 4 часа да значи биде комплетно жеден пациентот, 6 часа да биде значи гладен пациентот. Ако не е тоа така, има особено значи ризик голем која ќе биде легнат пациентот, големи манипулации на самиот оперативен столб, може да се врати желудочна содржина и не дај Боже значи да влезе во дишниот пат и да имаме и потенцијално тоа и летални компликации. А што доколку зафатот е иден? А пациентот има конзумирано и храна, па има пиено и течности? Одлично прашање. И тоа сме повторно потребни ние, за да хирургот може да изведе една таква итна операција, како што споменав значи, на самиот почеток, каде што нема време значи, за ништо, каде што секоја секунда е значена, има посебен анестезиолошки значи, протокол и постапки што треба да се прават за да се обезбеди дишен пат, како што значи како што ние значи често велиме на полн желудник. На полн стомак. На полн стомак, да, се мислам дали желудник или стомак, али нека биде полн желудник. А зошто кај некои пациенти се дава понекогаш премедикација? Што е со ништо се во паника, во страв? Им дадете ли нешто за смирување? Токму затоа. Многу се плашат дека нема да се разбудат од операцијата, се плашат повеќе од анестезијата отколку од самиот хируршки зафат. Точно, тоа е така. Поради тоа си овие нели со нас запознавања, каде што точно знаат што ги чека и како да бидат значи, спремни за истото и секогаш знаат дека тимот анестезија е со нив од самиот почеток значи до крај. Самиот процес, јас тоа секогаш знам да го кажам, на премедикација, како што кажавте, тоа е подготовка за примање анестезија. За да се превенираат сите оние несакани ефекти кои што може да ги има. Впрочем, јас значи би кажала, секој пациент значи е исплашен, секој чувствува некоја психичка напнатост, таа секундарно влече со себе и зголемена значи продукција на желудочна значи содржина, која што тоа е нели додатен стрес и ние секогаш преферираме да се дава значи премедикација кај сите пациенти. Со тоа што таа може да се даде значи перос таблетарно вечерта и плюс тоа утрото пред да биде оперативниот зафат. Може да се даде мускулно, обично за тоа се потребни 45 до 60 минути, а и значи интравенски на само неколку минути пред да се почне да се даваат лекови за значи воведба во анестезија. А како се постапува со терапијата кај хроничните пациенти? Што ако треба да земаат инсулин или пак некој апче за покачен крвен притисок? За инсулинот прво да кажам, бидејќи тие што имаат шеќерна болест се една огромна популација и особено се значени ние и од наш аспект да имаат тоа сето да се значи одвива во некои нормални значи граници, значи дијабетот ако не им е регулиран добро и за тие пациенти ќе кажеме стоп, прво да имаме добра регулација на вашето ниво на гликемија, па дури подоцна ќе може да се изврши значи операцијата. Во однос на инсулинот што го примаат пациентите, прво ние мора да знаеме за каков инсулин станува збор. Бидејќи има повеќе значи има значи брзо делувачки, долго делувачки и така натаму, има одредени инсулини кои што се даваат обично половина значи доза пред да биде самата значи операција, има инсулини кои што
сосема треба да се прекинат, така што е особено важно да знаеме за каков инсулин станува збор. А бидејќи операцијата треба да се прави на гладен желудник, а некои има потреба да испијат апче, што во тој случај е? Тоа е исклучително за оние кои што имаат, за оние состојби кои што не сме да се тие лекови прекинат. Ке си ги испијат, само е доволно со неколку капки вода. Некои дури можат и без течно само така да си ги испијат лековите. Меѓутоа пак им се кажува ова наутро треба да го испиеш, навечер ова треба да го испиеш, така натаму секогаш е потребно да знаеме се што досега земал, за да знаеме, за да му се каже што треба така да продолжи да пие, а што да се прекине. А има ли лекови кои што не смеат да се прекинат, Има. а пациентот мора да оди под анестезија, тој лек да речеме не оди заедно со анестезија? Тоа се сигурно комплицирани случаи. Да, тоа се точно комплицирани случаи, меѓутоа пак еве ќе кажам да ги земеме за пример пациентите што земат веќе хронична терапија за да кажеме епилепсија. Тие особено е важно бидејќи имаме, како што кажав, повратно губиток на свест, имаме алтерација со целиот негов нервен организам, посебно централниот нервен систем. Ова е само како пример, ги има многу други лекови и така натаму. Тие секогаш до крај треба да си ја земат терапијата како што е веќе примале. Во однос на наутро, навечер, доколку е како што уште еднаш само со неколку капки вода, или само некој ќе ни каже мене ни вода не ми треба, можам и така да си ги испијам самиот. Така. Пошто и они веќе идат едноставно во нас, во некоја исто така дел од тимот ни се веќе и нели заедно да одлучуваме за се што треба. Постои ли универзална доза што може да прими секој пациент на анестезија или пак индивидуално се приспособува? Има дозирање според килограм телесна тежина. Тоа така би го кажала, што индивидуално за секој пациент. Не може иста доза да биде доволна за сите пациенти. Секој лек го дозираме според килограм телесна тежина, што ни е битно како и за адултната, така и за педиатриската популација. За кај исто така да потенцирам кога имаме дете за преглед, секогаш со него треба секогаш да има татко, мајка, старател, а особено кога имаме некои пациенти кои што земаат редовно на психијатриска терапија и така натаму, бидејќи имаме и такви случаи, секогаш или пак некои возрастни пациенти, секогаш сакаме да имаме со нив присутен некој член од поблиско семејство, за да имаме поголем пристап до нив и тие да знаат и тие да им кажат на нивен начин, за да сето тоа биде, за да тоа му едноставно поголем комфорт да му даде на пациентот, а и за детето секако. Кои се главните предизвици кај возрастните, кај старите пациенти кои што имаат бројни коморбидитети? Мноштво. Дали во однос на будноста, дали во однос на самите витални параметри. Затоа е важно ние да знаеме, имаме прво, ова да го кажам, имаме случаи кога имаме и доста возрасен пациент, меѓутоа сите испитувања он да биде во една доволно добра кондиција за анестезија, за самиот хируршки зафат и така натаму. Така што особено е важно токму исто така и кај нив секогаш да видиме и ехо на срце, каков е комплиот негов кардиоваскуларен систем и кај нив секогаш имаме аспекти во однос на поадекватно дозирање на лекови, бидејќи од искуство сме забележале дека кај нив обично се потребни помали дози на вовед во анестезија, за да комплетно го постигнеме, како што често велиме, анестезиолошкиот сон. А особено кај нив, кај високоризични пациенти или пак кај големи хирургии, ние во нашата установа имаме дополнителен мониторинг, освен основно кај што ги следиме сите витални параметри, имаме дополнителен мониторинг, тоа особено е порака за сите оние кои што ќе кажат се плашам дали ќе се разбудам, анестезијата повеќе ме плаши и така натаму. Тоа може да се случи во книги, литература и така натаму,
натаму, особено кај некои големи хируршки, значи операции, дали кардиохируршки, значи неврохируршки и така натаму, ние имаме посебен мониторинг кај што ја мериме длабочината на анестезијата во секој аспект од целата, значи, операција. Значи за време на хируршкиот запад вие цело време следите. Следиме, точно. Длабочина на сон. Точно. Бидејќи некои се плашат и да не се разбудат за време на операцијата. Цело време следиме, нели тоа не се прави за секоја операција, претходна проценка каде е, значи, потребно истото, кај тие, кај кои што ќе се одлучи дека е потребно, согласно со самата предоперативна состојба, нели, се поставува и тој дел од нашиот мониторинг, каде што точно следиме во која фаза, значи, на сонот е, колку е самата анестезија, значи, длабока, дали е, значи, површна, што треба да се додаде, дали има болка пациентот, преку секако индиректни знаци. Он не може да ни каже дали има болка, но има индиректни знаци кои што ние токму преку тие, значи, делови ќе ги видиме, процените, да се процени, да. Трудниците смеат да примаат анестезија? Да, секако. Сите овие, значи, кои што до сега ги, значи, спомнувавме. Бидејќи тие дури се плашат и ЗАП да поправат. Избегнуваат и локална анестезија да земат. Меѓутоа, дали станува збор, дали вашето, значи, прашање е за породување или некоја друга? За некаков зафат. За некаков зафат во текот на бременоста. На самото породување, дека ме прашувате. Не, за време на бременоста дали смеат да примаат анестезија? Секогаш, доколку е можно, тоа треба да се избегне. Освен ако не е нешто итно, пак ќе ви кажам, кај итните малку ни се, значи, рацете врзани, секако се треба да се направи во тој, значи, момент. За елективни операции секогаш е потребно да се одложи колку што е можно. Особено во првиот, значи, триместар, каде што е бебето, нели, во фаза на формување и така натаму, колку што е можно во подоцната, значи, нели, тоа во подоцната бременост, значи, да се направи, или најдобро е секогаш ако може да биде од која ќе се, значи, нели, од која ќе се породи мајката. А за време на породувањето што е подобро? Да прими епидурална спинална анестезија трудницата или пак општа? Бидејќи некои сакаат да спијат и ништо да не гледаат. Сакаат да спијат, меѓутоа тоа е нешто кое што ние најмалку, значи, го сакаме, посебно за нив. Која ќе, значи, дојде пред се, да кажам, значи, трудница во нашата анестезиолошка амбуланта, добива 3 опции. Јас тоа секогаш така им го кажувам, и некои знаат, значи, да изберат и ништо. Значи, има некој кој што сака, кој што кажува, јас ќе си терам спонтано, ако не е, нели, вако царски рез, јас ќе си терам вака спонтано, не сакам ништо. Втората, значи, нели, да кажем, понуда, односно опција да биде со, нели, епидурална, значи, анестезија, за која што објаснуваме што значи тоа, како се обавува, што ќе биде потребно од нејзе и така натаму. И, значи, секако на крај имаме и, значи, посебна спинална, значи, анестезија, која што е, значи, додатно велиме light spinal, ако е за спонтано, значи, порадување, или пак секако, значи, царскиот рез си бара со себе, нели, класична со значи, дози кои што ќе бидат, значи, по да кажам, значи, големи од light spinalот, така што сето тоа ќе се објасни, сите прашања, како што ви реков, нели, предходно, што сака, значи, да ни постави, ќе ни постави, и, нели, на крај самата да каже како сака. Имав прашање кој што се однесува и на тоа како се чувства пациентот после будењето, но за тоа во некој од следните изданија на Телма амбуланта. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за ова убаво и исцрпно објаснување за улогата на анестезиологот во предоперативниот процес и зошто е толку важен тој разговор, но и пациентите да бидат искрени со анестезиологот и да ги кажат сите податоци кои што се поврзани со нивното здравје и терапија. Така е. Значи, навистина ми беше особено, значи, пријатно во ова студио, некако лет на времето и, значи, уште една особена благодарност на вашата покана. Ви благодарам и вас што ја прифативте поканата и ќе се видиме повторно во студиото на Телма. Јас ким се заблагодарам и на гледачите што проследија уште едно издание на Телма амбуланта овој петок. Емисијата ја реализиравме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатен ден.